Квалитетот на пченицата годинава е со одличен квалитет, сметаат од ресорното министерство. До пред неколку дена завршена е жетвата на 92% од засеаните површини, кои вкупно изнесуваат 73.479 хектари. Би ги споменал само некои податоци во врска со годинашнава жетва на пченица, значи годинава според последните податоци. Ожнејани се вкупно 67.833 хектари или околу 92% од вкупната жетвена површина, која изнесува 73.479 хектари, каде што е остварен просечен принос од околу 3.300 килограми по хектар. Просечниот принос кај земјоделските стопанства годинава е повисок и изнесува 3.680 килограми на хектар, а кај индивидуалните земјоделци е 3.170 килограми по хектар. Земјоделците велат дека секоја година се намалуваат површините засејани со лебно зрно. Според нив просечната цена од 8 до 10 денари не им ги покрива трошоците. Што земно-струмичкиот регион како градинарски регион мислам дека е карактеристичен со сосема мали површини засадени со пченици или со житни култури, но сепак се застапени во струмичкиот регион, додека во Пелагонија и Овче полјот се знае дека тоа се житниците на нашата држава. Меѓутоа мораме да го потенцираме податокот од задоволство или незадоволство на сите они што се занимаваат со производство на пченица. Ево конкретно, ако се земе параметрот спрема претходните години е дојдено до зголемување на цената 10 денари, меѓутоа за самиот земјоделски производител мислам дека е далеку уште од онаа цена по која треба да се откупува овој тип на производство. Мислам дека земјоделскиот производител би бил задоволен некаде меѓу 13 и 15 денари во цената понудена за откуп на овој производ. Во Македонија има околу 73.000 хектари под пченица, за разлика од пред 25-30 години, кога површините достигнувале 280.000 хектари.